Ве уверувам дека не постои ниту теоретска, ниту практична можност за злоупотреба на механизмите за примерките. Со овие зборови директорот на новата ОТА ја информираше јавноста дека од денеска почнува со работа. Агенцијата ќе биде сместена во просториите на Телеком, а до јануари ќе работат само 7 лица, сите преземени од МВР. 4 лица се земени од Бирото за јавна безбедност, а 3 од Управата за безбедност и контраразузнавање. Прашан за довербата, со оглед на фактот дека луѓе од УБК беа директно вмешани во скандалот со прислушување, директорот Ангеловски рече дека може да гарантира дека луѓето во ОТА не биле вмешани во масовното прислушување. Направив своји проверки и мојот избор падна на овие 3 лица, немав никакви проблеми во преземањето. Проверките се направени, луѓето кои ги преземат се максимално коректни и исправни во однос на она што се случувало порано. Значи не биле вмешани на ниеден начин во она што се случувало порано во Управата за безбедност и контраразузнавање. На крајот, можеби не треба да го кажам, беше консултирано дури и СЈ, за да провериме дали тие лица имаат некаква поврзаност со аферата која до сега имат. Значи гарантирам за лицата кои ги преземат, тие се лично мој избор. Останатите вработувања ќе се направат со јавен оглас, кој пак не се очекува да биде објавен до почетокот на следната година. И министерот Спасовски изрази увереност во доброто реформско решение и рече дека тврдината е демолирана, со што е отстранета клучната слабост на полицијата. Министерството за внатрешни работи, односно Управата за безбедност и контраразузнавање, немаат директен пристап до опремата за следење на комуникациите. Министерството, односно Управата, не знаат и немаат податоци за примената на посебни истражни мерки кои се на барање на другите овластени органи за следење на комуникациите. И уште поважно, Министерството, односно Управата, немаат никаков пристап до содржината на следената комуникација, освен за оние мерки кои се на барање на Управата и за кои постои одобрување од судот. Преку Собраниската комисија, можност за надзор добиваат неколку институции, но и граѓански совет. Со ОТА ќе бидат поврзани и финансиската полиција и царинската управа. Опремата е веќе набавена и се работи на нејзиното приспособување. Зоран Ангеловски има искуство во речиси целиот безбедносен сектор. Бил дел од УБК, Агенцијата за разузнавање, Министерството за правда и бил на функција во Македонски Телеком.